Третина од вкупно 13 километри или нешто повеќе од 4 километри од велосипедската патека во Струмица се готови. Градежните работи во првите 6 месеци се одвиваат без проблеми, велат од општина Струмица. До сега имало неколку одложувања на работите поради предизвиците да се избегне непотребно сечење на дрворедите. Символично одбележуваме 6 месеци од отпочнувањето на реализацијата на Смарт Вело Струмица, каде што првично почнавме со имплементација, односно реализација на инфраструктурата, имплементирањето на велосипедските патеки и овде се информираме околу самата реализација и динамиката која што се следи. Нешто за кое што морам да потврдам дека е задоволително и тоа е на високо ниво и во однос на квалитетот, но и во однос на брзината на самата реализација, без да дополнително правиме нетрпение кај граѓаните, не губиме време, туку одиме фазно, дел по дел, како се копа, така се асфалтира и веднаш се бојадисува самата велосипедска патека. Со целосната реализација на Smart Velo City проектот, практично пуштаме една многу силна порака до граѓаните во однос на заштита на животната средина, во однос на стварањето на здравите навики кај граѓаните. Зошто? Затоа што Струмица има поприлично рамен терен и идеална за движење со велосипед, а тоа многу убаво се надоврзува и со најновиот проект кој што го реализираме, зашто всушност и формиравме ново јавно предпријатие, тоа е јавниот предпријатието за јавен превоз, Струмица Транспорт, и навистина веќе Струмица се издигнува на едно ново ниво, така како што прилично една прогресивна општина во државата. Овде сакам да најавам дополнително во однос на велосипедизмот уште два нови проекта кои што се барање на граѓаните, особено на помладите. Тоа е памтракот за велосипеди, кој што всушност е и изборно ветување мое и на советниците. Во најскоро време очекуваме почеток на реализација и дополнително за оние кои што сакаат повеќе адреналин, тоа е даунхил патеките кои што очекуваме да почнат исто во најскоро можно време. Велосипедската патека треба да биде готова за една година, а веќе се опфатени повеќе улици во централното градско подрачје. Воглавно активностите течат согласно динамичкиот план на проектот. Конкретно во текот на овој период, во текот на овие 6 месеци, фокус на градежните активности беше изградба на велосипедска патека низ градскиот парк, кој што е со широчина од 2,50 метри и должина од околу 700 метри. Понатаму изградба на велосипедска патека на улица 24 октомври со широчина од 1,80 м и должина од околу 300 метри. И секако фокус на најголем дел од времето градежните работи се одвиваа на булеварот Ленинова, односно изградба на велосипедска патека од почетокот на Ленинова до целокупниот булевар Ленинова во должина од околу 2,5 метри со еднонасочна велосипедска патека со широчина од 1,25 м. Најавуваме дека во текот во наредниот месец ќе започнат да се одвиваат градежни работи на булеварот Маршал Тито. Веднаш после тоа ќе продолжиме на булеварот Гоце Делчев и секако и на останатите локации кои што се предвидени во рамки на проектот. Исто така најавуваме дека по должината на велосипедските патеки ќе бидат поставени паркинзи за велосипеди, со што се надеваме дека ќе го олесниме паркингот на велосипеди во целокупното централно градско подрачје, ќе биде многу поедноставно од паркингот на автомобили. Проектот Струмица паметен велоград чини околу 750.000 евра.